Да знаеме дека често ќе бидиме ставени во тест, во искушение за нашите дела. Ќе бидиме ставени во тест за нашиот иман од страна на Аллах џеле шану. Ќе бидиме ставени за тоа ла илаха илlallah што го кажуваме. Често очекуваме некоја големо искушение да ни дојде. Може би некоја ќе дојде тоа мало искушение во наши очи. И може би да паднеме на тоа искушение. Верникот не сме да падне на искушение кога дојде во тест, во спрова за неговиот иман, за неговиот дин и со нешто од дуња. Треба да остави нешто од дуња поради неговиот вера, поради неговиот иман. Не сме да падне на ова. Треба да остави све за неговиот иман, за неговото верување. Сахабите го знаеле ова нешто и биле спремни за ова нешто. Го докажале тоа нивниот иман и свртиле грб на оваа дујна поради нивниот дин. Еден од тие, еден пример, само да видиме како изгледало тоа нешто. Имало еден сахаби, се викал Абдуллах ذو بجدين, младиш. Примал ислам во Мек. Негова фамилија била доста богата. Кога научила за неговиот ислам, го затвориле дома и му конфисковале се што поседувале. Дури и неговата облека. Без облека. Го врзале дома. Поради неговиот ислам. Поради неговиот иман. Што направил? Успел да избегат од дома. Успел да избегат без облека од Мекка за Медина, хиџра. Да го спаси неговата вера, неговиот иман. Без облека. Денеска вели тој да прави некој компромис, маслахат, добробит, малку, не знаеш. Во пат додека одел, нашол едно платно и го делил на две, едно долу, едно горе. И го сретнал пегамбар Ајсам во Медина, го дочекал. И му рекол, ти си Абдула ذو بجدين. Абдула собственик на две платна. Ама пегамбар Ајсам му рекол во џеннет, во џеннет. Овај не позна многу, сахаби младиш. Избегал, оставил све само да ја спаси неговата вера. Да го спаси неговиот иман.